Македонија ги затвора почесните конзулати во Австрија, Турција и Азербеџан. Според одлуката донесена во службен весник на 21 јуни, Министерството донело одлука да се затворат 3 почесни конзулати во Инсбрук, Ејсенштад и Санкт Пелтен во Република Австрија. Потоа, 2 во Турција, во Коџаели и Измир, како и почесниот конзулат во Азербеџан со седиште во Баку. На сајтот на македонското МНР нема никаква објава поврзана со ваквата одлука, ниту пак е издадено некакво соопштение за причините поради кои е донесено решението да останеме без наведените почесни конзуларни представништва. Ги прашавме директно врз основа на што е одлучено вака, но и зошто Македонија повеќе од 3 години, кога СДСМ дојде на власт, се уште нема амбасади во клучни европски и светски дестинации, ама досега нема никаков одговор. И додека власта во интензивна дипломатска офанзива бара поддршка за интеграциите од сите земји членки на Унијата, во моментов нема ниту своји представници во истите. По шпекулациите и негативните реакции од јавноста дека некогашниот шеф на дипломатијата Љубомир Фрчковски се подготвува да замине во Вашингтон, местото таму се уште е празно. Откако речиси пред 3 години, оттаму се врати некогашниот вице-премиер за европски прашања Васко Наумовски. И во европските метрополи како Брисел и Москва, местата остануваат празни, но нема амбасадори и во Белград и во Софија. Македонија веќе неколку години од доаѓањето на СДСМ на власт нема амбасадори во Обединетите нации, откако оттаму се врати дипломатот од МНР Васко Андуновски. Сепак неизвестно е што ќе се случува со наш представник во Русија, откако Македонија одлучи да протера руски дипломат од земјава, а како одговор на тоа, идентично одговорија и од руската страна. Шпекулациите кои кружат во јавноста говорат дека причината за немањето на амбасадори на сите овие позиции лежи во спротивставените ставови на владиниот двоец СДСМ ДУИ. Власта сепак вината ја префрла во Собраниската комисија за надворешни работи, како еден од филтрите кои треба да бидат поминати до конечната одлука.